Благодарам, почитуван председателе. За жал, во членот 1 на дополнителниот предлог во целите кои што се споменуваат нема место за уште едно обележје на нивото на Илинденското востание и на Крушевската република, а тоа е ликот и делото на Тоше Проевски. И навистина не разбирам зошто предлагачите на законот Силвана Бонева, Цена Матевска, другите не се тука од ДУИ, не се пратеници веќе, не предложија престанување на важење на законот за подигање на мемориален споменик, од проста причина што рокот за тоа на 29. јуни 2012 година и истече. Значи, еднаш беше пролонгиран за 2 години, уште еднаш беше пролонгиран. За жал, тој закон не е веќе во сила, а законот не е во сила и затоа што се избриша и ставката од 1.000.000 денари за подигнување на споменикот на Тоше Проевски. Членот 1 во кој што ги дефинира зошто Крушево треба да биде издвоено како споменичка целина за културно наследство од особено значење и делот кој што изменет пишува дека со прогласувањето на Крушево за културно наследство се овозможува, например, поквалитетно одбележување и зачувување на традициите на Илинденското востание и на Крушевската република. Јас сметам дека исто достојно место, а не дискриминација од страна на владата, треба да има и една од најзначајните личности што имала Република Македонија, тоа е, за жал, прерано загинатиот Тодор, или онака ние како што си го знаеме, Тоше Проевски. Целата оваа лицемерна политика со спомениците во Скопје и со се она што се истори во Скопје, собранието, за жал, не собра сили единствениот споменик кој консензуално имаше поддршката во Република Македонија, да не биде изграден и со бришењето на ставката од само 1.000.000 денари, значи 15.000 евра, колку што, не сакам да правам според, да се 2 гранки од врбите кои што се во Вардар, Македонија не се одолжува кон ликот и делото на господинот Проевски, туку напротив, создава едно подценување и револт кон граѓаните на Крушево. И ние ќе го донесеме овој закон за прогласување на споменичката целина на Крушево, но ќе остане горчината и грутката кај нас, кои што го поддржавме во првиот момент овој закон, затоа што денеска, во 2012 година, гробот на господинот Тодор Проевски не е соодветно соодветен на, ако може така да се изразам, на она што тој го остави како неизбришлива трага кај сите граѓани во Република Македонија. Јас не знам како ќе измини законскиот рок на законот предложен од Бонева, Тахир Хани сега го видов тука излезе, бидејќи не важи веќе тој закон. Не знам што ќе се прави, но за жал во овој момент семејството на господинот Проевски се оставени сами да се грижат и за пропаднатата плоча, и за гробот, и за неговиот гроб. ВМРО ДПМН за жал, го искористи ликот на господинот Проевски од своји политички причини, за жал не собра сили во измените што денеска ги имаме за прогласување на споменичната целина во членот 1, да го верификува и со задача практично и да го изедначи со значењето и на Илинденското востание и на Крушевската република, бидејќи посетата на Крушево или за 2 август или за друг настан е незамислива ако не тој што доаѓа таму и не го посети гробот на Тоше. За жал, во целата ова рашомонијада со средствата кои што се наменети или треба да бидат наменети, за жал и вработените во меморијалниот
во мемориалната спомен куќа станаа жртви на водната економска криза која што постои во Република Македонија, па голем дел и од нив останаја на улица, односно беа истерани од работа. И навистина мислам дека треба да се собере предлагачот сила, наместо да го злоупотребува името на господинот Тодор Проевски, брзо да ни даде измени на законот за прогласување на споменичката целина на Крушево, бидејќи Крушево без соодветно одбележување на ликот и делото на Тодор Проевски и не може и не смее да биде. Не може и не смее милион денари да бидат проблем за Собранието на Република Македонија. Особено не е милион денари да бидат проблем за Министерството за култура, во кој што само имаат веројатно милион денари потрошено за палење на документацијата за прикривање на криминалот што го прават во Скопје 2014. И затоа мислам дека ако го споменеме по име во законот, во членот 1, тоа ќе биде обврска за сите идни генерации кои што доаѓаат после нас да го чествуваат, почитуваат и вреднуваат сето она што тој го направи за Република Македонија, а направи многу повеќе од сите нас. Или направи многу повеќе од било кој друг. И затоа мислам дека немаме право со ваков еден игнорантски однос или кукавички да се криеме дека имаме законско решение кое што истекува, а ние не го почитуваме. Дека имаме закон кој што бил во 2008 година алатка на ВМРО-ДПМН да се додворува, ама сега, 4 години после тоа, никој не зборува за обврските од тој закон. Нити пак зборуваат за финансиските импликации во рамки на буџетот што ни е даден. И затоа мислам дека Министерството за култура, кога господинот Неделјковиќ ќе се врати назад, ако ја сретне министерката, ако не е вратен од антикорупцијска, кога го пријавува моторот на својот сопруг конечно после толку време, да ја замоли, да го пренесе апелот овде што го имаме овде од говорницата, да во законот за Крушево како место посебно, свое место најде и целиот тој сплет на куќи, обележја и за жал гробното место, кои што го обележуваат ликот и делото на Тодор Проевски, и тоа стане обврска за сите нас, или за сите оние кои што се одговорни за спроведување на овој закон и соодветно да постапуваат. Инаку, на овој начин, само ќе остане еден од многуте, за жал, примери во Република Македонија, да ВМРО-ДПМН ги користи одредени личности, ги злоупотребува и потоа заборава на нив како да никогаш и не биле овде. Денеска, кога Тодор Александров има споменик во Скопје, срамота е, дрско и безобразно е бришењето на споменикот на Тодор Проевски од ставките во Собранието, од законот за Крушево како споменична целина, и е недозволиво таквото однесување. Затоа го замолувам господинот Неделјковиќ, бидејќи очигледно во ВМРО-ДПМН нема сила за ова, вие да го искористите вашиот авторитет кај министерката и во владата и да го пренесете овој наш апел за реализирање на обврските што некој ги превзел овде и со кои што тие обврски со тој закон мафтал пред граѓаните на Крушево, ама сега нема храброст да каже дека законот за спроведување на тој закон одамна изминал рокот, а во Собранието ставката за 15.000 евра е избришана. 15.000 евра
ги троши владата за секунда во Скопје 2014. Благодарам.